Политичките партии кај нас тешко може да постигнат консензус за некакви суштински, стратешки, државни прашања, ако се работи за оневозможување на независните кандидати да настапуваат на изборите, брзо успеваат да го направат тој чекор, бидејќи оваа измена беше направена со заедничко барање на пратеници од различни политички партии. За нас е прифатливо тоа што е во барањата. Тоа се 50 на подписи за да може да се кандидираат независните листи на овие локални избори. Ова го следи европскиот тренд, европските стандарди каде што се отвара можноста за демократијата, а не се затвара. Ставањето на одредени проценти само во многу мал број на општини ќе дозволи повеќе слобода во кандидирањето, а во големиот дел на општините, посебно овој нека што има големо население и текако го отежнува. Според последните измени што ги поништи Уставниот суд за Скопје од 1000 подписи се накачуваше барањето на 4500 подписи, што е 4,5 пати повеќе од потребните подписи за една партија основање. Како може тоа независните да имаат многу потешки услови отколку партиите и од што се плашат партиите зад нас, од нас, ако толку многу ние придонесуваме во целото тоа?